Прочитавме текстот и сите овие стихови имаат една основа, еден темел, сигурност. А пак времето во кое живееме, оваа пандемија, сите проблеми кои произлегуваат од неа, не подсетуваат колку е несигурен овој свет. Тоест, не подсетуваат на непостојаност, на променливост. Ако некој пред 2 години, пред повеќе од 2 години, кажеше дека во црква ќе седиме со маски, сигурно немаше да веруваме, ќе се смеевме. Се сеќавам пред 2 години, повеќе, 3-4 години, сегаш кога ќе дадеа слики од Кина на вести, некакви видеоматеријали, гледавме луѓе кои одат по улици со маски. И ми изгледа чудно и секој пат се велфа, тие се таму оддалечно, тие се кинези, тоа не се такви. Се нешто има кај не. Овдека е поинако, нема да има тука никога што нема се случи. И тоа стана нормално. Живееме во непостојан, несигурен свет, ние не сме постојани, нашите тела не се постојани, се променуваат. Секој ден се менуваат, може би на краток рок тоа не го забележувам, ама секој кој ќе се врати назад 5, 10, 15 години, ако земе слики, јас можам да ви извадам слики од пред 15-20 години, ќе има голема разлика. Се менува овдека, ништо нема сигурно, ништо не е постојано. Загуби имаме, празнини во нашиот живот, постојано се явуваат. И тоа прави животот да е несигурен, и како што се молеше Викторија, доаѓаат грижите. Поради таа несигурност. Несигурноста прави да се грижиме, да се плашиме за утрешниот ден. Се најавуваат кризи, енергетски и така натаму. Но и затоа, со право, например, еден од првите американски председатели, Бенџамин Франклин, 1789 година напишал дека ништо не е сигурно во овој свет, само 2 работи. Сигурна е смртта и човек може да биде сигурен дека ќе му дојдат даночниците да му го земат данокот. Само тие 2 работи се сигурни. Има уште една работа, која и Франклин ја признава. Сигурни се Божите ветувања. Сигурно се, дури и данокот не е толку сигурен колку што е сигурен Бог, се неговите ветувања и таа сигурност во Бог, сигурност во Божите ветувања се темели на непроменливоста, на постојаноста на Бог. Бидејќи Тој е непроменлив, бидејќи Исус Христос се ист вчера, денес и за секогаш, затоа и неговите ветувања, неговиот збор е сигурен. Тој не се менува. Кажаното од Бог ја има истата сила како во минатото, така и денес и ќе има секогаш. И таа вистина, тој факт е всушност основата на која се градат сите овие стихови во продолжение на посланието на галатјаните. И само едно кратко подсетување. Апостол Павле го пишува послание против оние учители или апостоли, тој ги нарекува лажни апостоли, кои дошле во Галатија и почнуваат да учат, да проповедаат учење за спасение, кое не е само по благодат, но и е необходно верниците, христијаните, да станат евреи, тоест да се образат и да вклучат и дела од законот. И очигледно дека Павле чул за сите тие проблеми во црквата во Галатија и пишувајќи го тоа послание, ние можеме да видиме како тој одговара на прашања кои изникнуваат, на аргументи кои ги дават тие учители против учението за спасение единствено по благодат, единствено преку вера во Христос. И на тие аргументи кои ги дават тие јудејски христијани, легалисти, Павле дава против аргументи. И ние видовме во таа 3 глава, првите 14 стиха, ги подсетува верниците во Галатија за духот кој им е даден, искуствата во духот, сите чуда, знаци кои се случили и ги прашува: како го добивте сето тоа?
Како ги искусивте сите тие дејства на Светиот Дух? Па вие сте нееври, вие не сте били обрезани, вие никогаш не сте го исполнували законот. И сепак Светиот Дух дојде и вие го примивте, ви беше даден. И потоа дава цитати од Стариот Завет, вкупно 7 на број, претежно од законот, за да аргументира, да докаже дека дури Стариот Завет, дури законот, Мојсеевиот закон, учи дека спасанието е само преку верата во Христос, само по благодат. И овдека зима повеќе примери од Авраам, тоест се обидува преку тоа учење, таа доктрина, идејата, да ја представи оживеана, применета во животот на луѓето во Стариот Завет, тука го зима Авраам, тоест неговото оправдание кое се случи единствено бидејќи поверува во Бог. Само преку вера тој беше оправдан. И сега од тука натаму ние гледаме одговори на некои други реакции кои на таквите аргументи би ги дали или ги даваат овие јудеисти, кои, например, би кажале, па добро, му беше дадено на Авраам, му беше нешто објавено, меѓутоа потоа дојде Мојсей и дојде законот. Дали законот и Мојсей не се нешто како поново, тоест нешто кое има повеќе важност од старото, тоест кој има нешто старо и потоа доаѓа ново, кој има стар закон и потоа доаѓа нов закон, или новиот закон е авторитетниот. И околу тоа всушност, околу тоа прашање се сите овие нешта кои следат понатаму. Тоест, кој е валидното или кој е за нас значајното. И Павле започнува да одговара на тие прашања, прво со тоа што дава пример или ја дава како илустрација таа општо прифатена човечка пракса. Да се држи човек за дадениот збор. Или зборот си е збор. Така вели нашиот народ. Зборот си е збор. Кога некој ќе даде збор, тој треба да држи на својот збор. Кога луѓето ќе се стиснат рака или ќе се потпишат на нешто, тие треба да го исполнат она вакво обврска што ја превзеле со давањето на зборот. Особено кај нас, оваа фраза кај нас најмногу се користи, веројатно до оние кои најмалку се придржуваат, оние кои ќе стават рака на срцето и ќе кажат зборот си е збор. Зборот, дадениот збор е даден збор. Но, навистина, тоа е една општо прифатена човечка пракса и особено во древноста. И Павле овдека говори за древноста, древниот збор. Во древноста немало нотари како денес, немало адвокати кои ќе стават печет на договорот. Денес кога се склучува договор, тој не е валиден, со дека некој од законот одреден лице не стави печет. Во древноста немало нотари, во древноста бил доволен зборот што ќе се даде. И Павле вели, еве како човек изборувам, тоа се ви дава на чисто човечки аргумент. Утврдениот човечки завет, и тук видим има различни значења, никој веќе не го растура. Преводот малку е така, што значи никој веќе не го растура. Било кој завет што ќе се склучи, било кој договор меѓу луѓе, од кој ќе се склучи, тој веќе не се растура. Завршена работа. И овдека зборот диатеке, кој го применува Павле, кој го користи, обично значи оној тестамент што го остава човекот. Тестаментот за имотот. И вели, кога некој ќе остави тестамент и тој ќе го депонира во градските служби, никој веќе не може да го побие. Дури и оној, дури самиот оној кој го остава тестаментот, од кога веќе ќе го потпише и ќе го остави, и самиот не може да го повлече назад. Така било во древноста. Истиот збор значи договор меѓу две страни. Кога две страни склучуваат договор, тој збор се употреба овдека, и кога тие ќе стиснат рака во древноста,
ставале подписи, се фаќале за рака и кога веќе ќе ја преземат врската, никој не може ниту да ја промени, да ја надополни, ниту пак може да отстапи од неа. И тоа е аргументот што го дава Павле и сосема јасна е неговата идеја, неговата поента. Ако ние луѓе кои сме несовршени, кои сме променливи, не сме постојани, држиме зададениот збор, тоаш колку повеќе совршениот, непроменливиот Бог, постојаниот Бог, држи за својот збор што ќе го даде. Ке стана малку појасно која е идејата овдека, зашто Павле овдека ќе прави контраст преку целото време меѓу даден збор, меѓу дадено ветување и дадена обврска. Како се склучи заветот меѓу, и овдека основата е заветот меѓу Бог и Авраам. Тоа е ветувањето што Бог го даде на Авраам. Веќе околу тоа се врти заветот, ветувањето на Авраам и законот даден на Синај преку Мојсей на еврејскиот народ. Имаме две институции во Стариот завет, завет со Авраам по благодат и завет со еврејскиот народ во кој има дела. Тие се двете институции. Сега, околу тоа, каков е односот меѓу тие две институции во Стариот завет, е целата дискусија во овој текст. И се навраќа на заветот, тоест на ветувањето што ги дава на Авраам. И како се склучи тој завет во 15 глава, како што се склучува било кој договор во тоа време, во древниот Близок Исток. Таков бил принципот, кога две страни склучуваат договор, тие треба да заколат животно, да го расечат на две половини, едно или повеќе животни, да ги расечат на две половини, секој половина става една наспроти друга, меѓу двете половини се остава патека, и потоа секој од двете страни поминува низ таа патека и со тоа се всушност официализира договорот. Тоа истиот модел го имаме и во Битие 15 глава. Таму пишува дека нели Авраам поверува на Бог и тоа му се препише како праведност и Бог му даде инструкции, вообичаените инструкции. Сега земи, заколи животни, тој закола јунец, овен и птици, мислам, ги расече на две половини, ги постави и на крајот, кога веќе дојде оној момент на официализирање, пишу дека дојде оган и така, пламен некој, тој помина меѓу двете половини, меѓутоа Аврам не помина меѓу тие две половини. И тоа го прави тој завет меѓу Авраам и меѓу Бог и Авраам, специфичен го прави едностран, унилатерален договор. Договор во кој само едната страна превзеде обврска, Бог вети, даде ветување на Авраам. Вети благослов и вети дека ќе биде благословено и потомството на Авраам. Или во потомството на Авраам ќе бидат благословени сите народи. Но од друга страна, од страната на Авраам, не се побара ништо. Обично секој договор има две страни, во којната страна, например, ќе отстапи имот, другата страна ќе треба да плати. Секој страна има права и обврски. Во овој договор Бог зеде обврска, даде ветување за благослов. И не се побара ништо од Авраам. Авраам веќе поверува. Од Авраам се очекуваше само да верува дека Бог ќе ги исполни тие ветувања. Бог даде збор, а од Авраам се очекуваше да верува. Ништо повеќе. И тоа е она основа, појдовна основа, од која понатаму сега се гради скелетот кој се прави на на сите натамошни аргументи. Тоест, Павле вели, зборот си е збор. Ако за нас слугето зборот си е збор, тоаш колку повеќе за Бог зборот е збор. Бог даде збор. Бог даде ветување на Авраам. И ако луѓето си држат на своето ветување, колку повеќе Бог држи на своето ветување. Бог даде збор. Бог вети. И продолжува сега со тоа што дава една временска дистанца
дистанција, до кога важи тој збор? Дали тој збор се анулира на некаков начин со тоа што ќе донесе или ќе воведе друга институција како законот. И вели, но ветувањата што Бог или тој збор што го даде на Авраам и на семето негово, не е речено на семињата како за мнозина, туку како за еден и на семето твое, и додава обяснување кој е Христос. Значи, зошто тоа објаснување го дава овдека Павле? Зашто ја знае природата на зборот семе и во еврејскиот и во грчкиот зборот семе е воеднина, па и во нашиот јазик, меѓутоа има колективно значење. Например, ако отидеш да купиш семе за домати на пазар, и кажеш, дајте ми семе за домати, тој ќе ти даде цело кесе семе. А внатре има и лјадници семиња. Ние не велиме, дај ми семиња, велиме семе. Во зборот семе воеднина е вложено множина. Исто е со зборот потомство. Потомство е еднина, меѓутоа кога кажеме нашето потомство, ние ги мислим сите оние кои доаѓаат после нас. И имајќи во преди таа разлика, кога Бог му даде на Авраам ветување и рече дека во твоето семе или потомство, нели, ќе бидат благословени сите народи, веднаш доаѓа идејата за потомството на Авраам, кој е народот. Потомството на Авраам беше Исак, па потоа Јаков, па Јуда и така натаму. Мојсе. И се доаѓа до она разбирање за множина. Тоест, ако во еврејскиот народ се благословени сите народи, а еврејскиот народ живее под закон, тоа значи дека сите треба да станат евреи. И така да го наследат ветувањето кое е дадено на Авраам. Ама овдека Павле предупредува и вели, не, семето воеднина е кажано. И си има во предвид еден потомок. Во Христос ќе бидат благословени сите народи. А кога дојде Христос? Кога се појави Христос? Пред да биде даден законот или откако беше даден законот? Гледате така, беше дадено ветување на Авраам, дека во потомство на Авраам ќе бидат благословени сите народи. Меѓутоа, откако го даде ветувањето на Авраам, после 400 години дојде законот. И после 1000 години дојде, 1400 години дојде Христос. И станува така сега една конфузија. Имаме ветување, Павле конфузијата прави уште поголема. Има ветување, даден збор на Авраам, потоа има друг збор, даден законот, истиот Бог го прави сето тоа, и на крајот доаѓа Христос и Павле вели, тоа е потомокот за кој се однесуваа ветувањата. Кој идејата овдека на апостол Павле? Секој ќе биде благословен, за секој ќе се однесуваат ветувањата, зборот што го даде Бог на Авраам, ако е во Христос. Оној кој ќе поверува во Христос. Во Павле всушност овдека прави едно мидраш, се вика тоа, прави едно толкување на она што го каже Бог на Авраам во Битие 22:18. Му рече, и ќе бидат благословени преку потомството, всушност зборот пак е семето твое, сите народи на земјата. И се го зима овој стих Павле и го објаснува во Галатјаните, во 16 стих 3 глава. И вели, кој е тоа потомство? Кој е тоа семе во кое ќе бидат благословени сите народи? Исус Христос. И сега, на прашањето, дали човек треба да стане евреин, да се обреза, за да биде наследник на потомството на Авраам, на благословот на Авраам? Павле вели не, зашто Бог никогаш немал намера, кога даде ветување на Авраам, да станат физички потомци, да станат евреи, за да бидат благословени и така да ги наследат ветувањето на Авраам. Не. Оној кој ќе се соедини и ќе стане Христов, а не јудеин, тој ќе ги наследи ветувањата на Авраам што беа дадени.
зборот, дадениот збор важи за нив, за Христовите луѓе. И сега, повторно прашање, некој ќе постави, или веројатно веќе е поставено тоа прашање, што Павле кога го пишува ова послание, веројатно има веќе некакви сознанија за проблемите во црквата, за дилемите во црквата во Галатија. И прашањето е, ова сакам да го кажам, заветот што Бог го даде не може да биде обезвреднет од законот. Тоест, ова што ви го кажав досега за семето и за Христос како потомокот на Авраам, всушност целата идеја е да ви кажам дека она што следеше после ветувањето на Авраам, законот, не го обезвреднува, не го анулира, не го укинува ветувањето на Бог. Тоа што дојде, вели, 430 години подоцна, не го обезвреднува ветувањето, т.е. не ја губи силата на ветувањето. И тука пак имаме она идеја за зборот си е збор. Представете си, Бог даде збор на вети на Авраам. Му рече, ти поверува и ќе бидеш благословен, ти и твоето потомство. И во твоето потомство ќе бидат благословени сите народи. И сега 430 години подоцна, Мојсей на планината Синај му дава закон и вели, сега вие треба да го исполнувате законот и така да се спасите и така ќе бидете благословени. И која е сега вистината? Не може, има јудеите кои се во Галатија велат, да Бог даде ветување на Авраам по благодат, меѓутоа даде и закон. И сега што значи? Ами тоа ветување ќе стане валидно преку законот. Тоа е едно дополнување кој Бог го даде со текот на времето. Павле вели, станува збор за ветување. Зборот ветување овдека е многу важен. Дали едно ветување може да ја загуби својата сила. Ветувањето и законот се спротивни еден на друг. Тие имаат сосема поинаква суштина. Ветувањето вели ќе ти дадам. И тоа е она што му го каже Бог на Авраам. Законот вели прави, исполнувај и ќе имаш, ќе добиеш. И сега, можат ли тие две некако нешто да се комбинираат? Павле ли никако. Зашто едното е задолжение мора да правиш, а другото е верувај ти давам. Како можат да се искомбинираат тие две работи? Никако. Затоа вели, она што доаѓа подоцна, не може по никаков начин да го промени, да го надополни или да го укине она што било дадено 430 години порано, зашто заедно тие две не обстојуваат. И продолжува, го дава уште поголема јаснотија и вели, зашто ако наследството е добиено по законот, тоа веќе не е според ветувањето, а на Авраам Бог му го дари по ветување. И ова сега, дари по ветување е еден збор. Не е два збора како во нашиот превод. Зборот е евангелија, кој значи збор, даваш збор, дека ќе дадеш подарок. Подарок даваш. Дар. Тоа е значењето на зборот. Сега, ако некој ти дал збор дека ќе ти даде подарок и после 430 години вели, ама сега треба ти да работиш за тој подарок, што се случва? Или Бог си го погазува зборот, или Бог сега ги променува условите на ветувањето и вели, добро, јас на времето мислев, вие така да ви ги дадам работите, ама сега барам од вас вие да ги изработите тие нешто. Сами да си го платите подарокот. Тоа сосема друга идеја овдека. И сега, за да биде уште појасен Павле, глаголот дари по ветување, што е дар, тоа е глаголна форма, всушност, во оригиналниот текст, е постојана граматичка форма. Тоа значи дека тој дарил нешто по ветување, ветил, дал збор дека ќе даде подарок, и тоа дејство продолжува. Тоа дејство кој не може да биде укинато. Кога Бог му вети на Авраам дека му дава подарок, кога даде збор,
Тој збор е постојан збор. Глаголското дејство е за нешто кое е кажано и тоа дејство од кажаното продолжува. И ништо не може да го укине. Никој закон, следен закон, не може да действува така што ќе го укине заветот со Авраам. И тоа е разликата меѓу ветувањето што Бог го дава и ветувањето, не ли ви е топло веќе многу? Многу стана топло. Добро, ако не ви е, мене ми е топло. Се плашам да ќе почнем да заспиваме веќе или да дамлосуваме. Тоа е разликата меѓу човекот и Бог. Човекот може да даде збор. Меѓутоа човекот не е постојан. Дури кога сакаме многу пати да го исполниме дадениот збор, се овојат околности во кои нема да можеме. Се менуваат работите. Може ќе се разболиш, може ќе ти се случи нешто. Ќе загубиш се што си имал преку ноќ и не можеш да го исполниш ветувањето. Меѓутоа, овде Павле говори за еден Бог кој е постојан, непроменлив и кога дал зборот, тој збор не може ништо друго да го укине, ништо друго да го промени, не може дополнување да се направи на тој збор, што е постојан. И неговите гаранции во тој поглед се апсолутни. Или што пишува Исаја, тревата се суши, цвеќето свенува, но словото, зборот на нашиот Господ останува вечно. Независно од тоа кога го кажал тој збор, словото останува вечно. И добро да имаме во предвид оваа вистина, е посебно во вакви времиња, несигурни, непостојани времиња, кои создаваат грижа за нас за еднината. Ние на еден или друг начин се грижиме заради една или друга работа. Не можеме да не се грижиме. Може би некој се грижи повеќе за некои материјални работи, некој друг може да се грижи повеќе за луѓето, однос со луѓе и така натаму. Секој се грижи за нешто. Зашто навистина ништо не е сигурно во овој свет. Колку луѓе сега не се меѓу нас кои воопшто и не очекувале дека еден вирус ќе ги нападне и ќе ги уништи. Многу луѓе се заминаа од тој вирус. И многу нивни дела останаа незавршени. Луѓе загубија работа. И ова вистина дека Бог е над се и Бог се прави да се случува според неговиот збор е охрабрува, дава сигурност. Во Исаја 40 глава 22 стих малку понатаму ќе каже дека Бог седи над кругот на земјата. И сега во тој спор меѓу другото, меѓу христијаните многу се рази тој спор, дали земјата е круг или е плоча, се цитира овој стих. Меѓутоа, идејата овдека на, сега да не се помисли дека ја застапам рамна земја, не, воопшто не е така. Но овдека Павле, авторот Исаја, воопшто нема во предвид географија, дали земјата е круг. Не. Кога вели дека Бог седи над кругот на земјата или над сводот, идејата дека тој е над сите тие случувања. Во тоа тркало на животот во кој сите сме дел. Во едно непостојано тркало во кој секој ден се менува. Ништо не останува исто наредниот ден. Ние секој ден сме различни. На дневна основа ние се менуваме. Бог е постојаниот. Тој е суверениот Господар. Тој не е дел од тој круг. Еднаш е горе, потоа ќе е долу, ќе се симне, ќе се смени. Не. Тој е независен, не е повлијан од сите тие случувања. Тој е стојаној кој господари над сите тие случувања. Тој е над тој круг. Секогаш е горе. Секогаш неговата волја се остварува. И тоа е она што и Павле овде го применува. Бог е постојан и сигурно е човек да се надава на неговите ветувања. Бог даде ветување на Авраам и рече дека во неговото потомство ќе бидат остварени тие ветувања. А се оствари ветувањето, за да се го одржи зборот Бог. Знаете што требаше да направи? За да бидат во потомството благословени сите народи. Бог требаше
да си го принесе во жртва својот син. Тоа го чинеше дадениот збор. И Бог знаеше што ќе го чини тој даден збор, колку ќе го чини, каква цена ќе треба да плати, за да си го одржи зборот. И ја плати цената. Го даде својот син. И во Римјаните 8 глава, Павле кога пишува во 30 стих, нели, за сигурност вели, ако тој не го поштеди својот единроден син, за да го исполни своето ветување, нема ли со него да ни даде и се друго, кој лично него би го чинило многу помалку? Тоа е сигурноста во Бог. Ако го исполни тоа најскапо ветување за него, нема ли да ги исполни сите останати ветувања? Зашто, за разлика од нас, тие негови ветувања се втемелени на негова природа која е константна. Раните учители на црквата велат, една дефиниција за Бог, велат, тоа е неподвижниот подвижник. Зашто тој е статичен во својата природа. Тој не се менува, но прави се да се менува. И бидејќи тој е константен во својот збор, во својата мисла, затоа ја дава сигурност. И сега вака, кажано, значи, законот не го обезвреднува заветот или ветувањата. И нормално тогаш да се постави прашањето, ами тогаш зашто воопшто Бог даде закон? Нели е глупаво да даде нешто кој нема да го промени или да го укине претходното? Бог прави ли безсмислени работи? А зошто пак е даден законот? Тоа прашање го поставува Павле. Така почнува 19 стих. Безсмислено е. Ако Бог даден збор кој важи еднаш за секојаш и човек се спасува по благод единствено преку вера во Христос, зошто тогаш се вметнува такво нешто како закон кој бара од човекот да работи, да исполнува. Иако она што треба да го добие, веќе го добива по вера, по благодат. И Павле вели, нема безсмисленост, Бог не прави ништо безсмислено. Законот си има функција. И законот е даден со важна цел. Треба да исполни важна функција. Тоа е даден поради престапите, вели Павле. Или, ако сакаме да видиме појасни, во Римјаните вели, преку законот се познава гревот. Тоест, човекот кој во својата гордост сака да го заслужи подарокот, човекот кој ќе добие подарок, сака да каже, не, и јас имам учество, и јас заслужив, и јас работев, и јас си го платив, не му должам никому ништо, вели го даде законот. Зошто? Да се види гревот во човекот. Тоест, во тој закон во кој е представена Божјата совршеност, Божјата совршена волја, Божјиот совршен стандард, човекот да види колку е слаб, немокен и ништожен. Кога човекот ќе види колку високо треба да скокне, колку е високо онаа летва, која треба да ја поминеме за да сме од другата страна, таму каде што е Божјото одобрување, да осознае дека не може ништо да направи за тој дар кој што му е ветен, за она што му е дадено како ветување по благодат. И не само тоа, туку продолжува Павле вели, за да се наголеми престапот. И тука употребува апостолот еден збор кој значи да набабри, да експандира гревот. Не е идејата дека законот ќе го раѓа гревот во нас, но законот го вади на површина она што си е наталожено во срцето на човекот. Таму е некаде како едно заспано чудовиште кое се буди преку законот. Законот го иритира, го предизвикува да се појави, да се види. Тука е под површината, меѓутоа законот прави така да набабри, да се зголеми и
да се види, да стане јавен, очигледен. Зашто ние имаме тенденција да го криеме во нас. И да не се види меѓу луѓето, да не се покаже, да се представиме совршени. Но законот действа, и тоа го објаснува во 7 глава на Римјаните, по принципот на забранетото овошје. Токму забранетото овошје е она што најмногу го иритира во нас гревот. Она што ќе не се забрани, ќе се каже дека не е добро да го правиме, токму таму одиме да го направиме. Ние не трпиме такви ограничувања. И законот, кога во некоја област ќе се појави законот, во таа област веднаш се појавува и гревот, вели апостол Павле. Како чаша со вода. Ставете една чаша полна со вода, неколку дена, прашината ќе се таложи на дното. И ќе за секој пат чиста таа вода во чашата. Се додека не се растраси. Кога ќе се растраси, ќе се види што навистина има во чашата. Колку всушност таа вода е заматена или загадена. Така е со човекот. Иеремија вели во 17:9, лукаво е човечкото срце повеќе од се. Кој ќе го разбере тоа? Како ќе го разбере човекот тоа? Соочи го со законот. Во законот се гледа човечката недостојност, слабост, гревот. И во таа смисла законот има, затоа го даде Бог. Законот има голема улога, голема функција. Да го покаже проблемот на човекот и во осознавањето на проблемот човекот да го види решението, да види потребата, лекот да го види. Сега, кога говориме за диагноза, испитување и лек, сепак на крајот на краишта лекот е оној супериорниот. Законот е тестот кој ја покажува состојбата, болеста. Лекот е Христос. И цело време Павле всушност тоа сака да го каже. Дека Христос, тоест заветот со Авраам, ветувањето дадено на Авраам е супериорното важното. А другото само помага да се оствари онаа важното. Законот, затоа вели, е додаден, всушност, е додаден, додека е додаден поради престапите. Има лимитирана, ограничена функција, има ограничено време. Тој закон е додаден, вметнат, како во заграда. Кога во нареченица ти ќе ставиш нешто во заграда, целта е не да ја промениш идејата на реченицата, суштината, но да дообјасниш нешто. И така вели законот во тој спасителен план на Бог за човекот, кој е по благодат, законот беше една додавка во заграда. Зошто? Да се види всушност потребата од Христос. Тоа да му покаже на еврејскиот народ и на целото човештво, не само на еврејскиот народ, дека имаат потреба од семето. А семето е Христос. Додека не дојде семето на кој се однесува ветувањето. Така го завршува 19 стих апостол Павле. Има важна функција законот, но таа е ограничена и временски, и во својата функција, во своето делување. Законот не е за да го тргне гревот, законот не е да го спаси човекот од гревот, напротив, законот е да покаже дека во човекот има грев. И продолжува, на крајот така и завршува, овој 19 стих, во таа секундарна улога на законот, дури начинот на кој беше даден законот е некако инфериорен во поглед на начинот на кој беше дадено ветувањето. Ако Бог директно му даде ветување на Авраам, дојде пред Авраам и рече, ти ветувам, законот вели е даден со посредник. Бог преку ангел даде закон на Мојсей, кој од раката на Мојсей беше даден на еврејскиот народ. И се во тој поглед, што има повеќе сила? Кога некој ќе дојде лично ќе ти каже нешто, ти ветувам, или кога некој ќе прати писмо преку трет, тоа што ти треба да правиш.
И така па, уште акцентира повеќе на важноста на заветот со Авраам. Тој е поважен, тој е клучниот, бидејќи самиот Бог тука беше со Авраам. И сега, овде имаме еден стих кој не е многу јасен, 20-тиот стих, вели, но посредникот не може да биде само посредник на еден, а Бог е еден. Не знаем, не е јасно кажено, никој не може со сигурност да каже што Павле мисли. Уште пред 100 години, еден англиски епископ, Лайтфуд, во неговиот коментар набрал некаде меѓу 250 и 300 различни толкувања на овој текст. Сакате ли да помислите? Да. 220 по 2 минути, 440 минути, тоа се до 8 часот вечерта. Добро. Не. Ако следиме логиката, што Павле, како говори, што говори, која е целта во целиот овој текст, а таа да е покажа супериорност, а тука има медиацијата на Мојсе, посредништвото на Мојсе. Тој прво рече дека ветувањето е, или заветот со Авраам е поголем, зашто тоа е ветување, збор кој Бог го даде. Потоа говореше на ограничената улога, додека заветот е со Авраам за спасение по благодат, законот е за да го покаже само гревот, има ограничена временска функција и понатаму оди на таа медиација. Ветувањето беше од устата на Бог директно дадено на Авраам, додека законот има медиатор. И продолжува токму таа идеја да ја покаже. Да покаже зошто немаше потреба од посредник во заветот меѓу Бог и Авраам. За да има посредник, треба да има две страни кои се договараат, нели, за името или за историјата, и тој посредник ги омекнува работите. Меѓутоа, Павле вели, кога Бог случи завет со Авраам, имаше само една страна, Бог. И во тој случај, посредникот, да имаш посредништво кога има само еден, тоа е абсурд. Но посредникот не може да е само посредник на еден, а Бог е еден. Бог е тој кој го даде ветувањето. И кој сега ќе посредува и каже, ама не ми се допаѓа тоа ветување. Ама ти бараш од мене само вера. И во таа смисла, уште повеќе ги утврдува заветот со Авраам ветувањето. И веќе она последното прашање, кој се поставува овдека, сега, има ли контрадикторност меѓу законот и благодатта? Павле вели, би имало контрадикторност, ако и двете имаат една иста цел. Тоест, ако законот беше животворен, ако човек можеше да се спаси преку делата на законот, ако можеше да добие живот преку законот, тогаш ќе имаше една контрадикција, тогаш ќе имаше една ќе беа противни едни со други. Зошто начинот за спасение по благодат е еден, тоа е подарок, начинот за спасение преку закон има сосема друга логика, таму треба ти да работиш. И тогаш тие ќе се противници, едни против други. Ќе има контрадикција. Меѓутоа, Павле, никогаш законот не бил даден со таква цел. Оправданието никогаш не произлегувало од законот. Затоа, во тој смисол, тие се и двете од Бог, и заветот со Авраам, и ветувањето по благодат, и законот, и двете се од Бог, со тоа што второто, не само што не е противно на првото, второто е во служба на првото. Второто го остварува првото. Се гледа сета безсмисленост преку второто. Се гледа сета безсмисленост за спасение преку закон. Човек кој се обидува да се спаси преку закон, со законот, е како Сизиф. Оно од митологијата осуден по планина да турка нагоре голем камен и таман ќе стигне горе, ќе падне каменот. И така однова. И така во целата вечност. Еден безсмислен труд. Се трудиш да исполниш и ќе паднеш на нешто. 612 одредби ќе исполниш, 613 ќе пропуштиш и тоа те враќа на првата. Колку да исполниш, ти секој пат пак ќе се враќаш на првата, на почетокот. Невозможно е. Она што носи сизифовската работа е само очај, мака и безнадежност. И токму затоа е даден
законот. Да човекот да ги осознае тие негативности, да види таа фрустрација на собствените обиди, да стекне спасение. Тоест, законот е даден, и тоа е заклучокот на Павле, на оваа мисла од 14 до 22 стих. Писмото, и тука има во предвид законот, писмото, сите ги затвори под грев. Зошто? За преку верата во Исус Христос да им се даде ветеното на оние кои веруваат. Се она што го говориш до овој момент, Павле го пишува, токму со таа цел на крајот да каже. Законот беше даден. Сите да ве затвори во грев, за сите да се вратите кон Авраам, она ветување кој беше дадено за потомокот на Авраам, и преку верата во тој потомок да се спасите. И овде како повторно користи зборот затвори интересен. Во англиските преводи не се преведува како затвори, туку пише писмото сите ги замолкна во грев. И таа идејата е една од идеите на зборот. Знаеш, кога ќе осознаеш вистината, нешто против кое што си се борел, на крајот остануваш без аргументи. Ќе замолкнеш. И ај кажи нешто, што да кажам. Другата идеја пак е за риба фатена во мрежа. Знаеш, кога рибата ќе биде фатена во мрежа, таа ќе почне да се препелткува и уште повеќе се заплеткува. Тоа е законот, идејата на законот. Законот беше фрлен како мрежа, да ги фатил луѓето во таа мрежа, и колку повеќе се мачат да излезат од мрежата, толку повеќе заглавуваат. Ужасна состојба, сизифовска, меѓутоа добра. Зошто? Бидејќи само така човекот може да ја разбере својата собствена природа, собствениот проблем, и да побара решение. Решение кој доаѓа како подарок, кој доаѓа по благодат. Лутер за законот вели, Бог го дал законот кој треба така да не уплаши, и овде сега вистинскиот збор бил да не иззвери, што ќе трчиме кон благодатта. Преку него Бог не повредува, за да не исцели, не убива, за да не оживее. Знаете, проблемот на човекот, проблемот на секој од нас е што ние не можеме објективно да погледнеме на себе. Дури кога ќе кажеме да, и кога ќе прашаш некој, добро, ти совршен си, немаш греови, одговорот е да, добро, имам греови, ама јас не сум чак толку многу. И никој не е толку многу грешен. Знаеш, има остано така една доза, да ние сме грешни, ама на крајот на краиштата, и тоа нашиот народ често го повторува, не сме мавале со камења по Бог. Така да, не сме толку лоши како другите. Другите се полоши од нас. Законот секој го затвора во грев, во мрежа го фаќа, за да не може да се ослободи. Зашто најголемото чудовиште кој живее во човекот не е некој паразит или вирус, тоа е гордоста, самоправедноста. Да, јас сум грешен, ама не толку. Сега дека човекот не целосно биде разголен пред законот, да се види сета негова нечистотија, распадливост, гнилост, тој нема да трча по тоа ветување кој го дава Бог. Тоа ветување не може Бог да го даде никому насила. Тоа ветување се зима преку вера. Но човек за да го земе, треба да ја види, да разбере, да се исправи пред тој совршен закон, да биде фатен во таа мрежа, да биде уплашен за себе си, да биде повреден, да биде повредена неговата суета, за да биде на крајот иселена, за да биде повредена неговата самоправедност, за да добие вистинската правда, и да биде осуден на смрт, за да биде оживеан во благодатта. Да дојдеме пред Христос, во кого се остварува Божиот даден збор. А кај Бог, само кај Бог, зборот си е збор. Секој што ќе дојде кај него, нема да биде вратен. Господ да не благословува во тие вистини, да ги разбираме се повеќе и така да осознаваме
да го осознаваме проблемот на луѓето околу нас и нивната потреба да се молиме за тоа и да работиме. Амин.